Здраво, вие слушате Радио Канал 103, ова е 653-тото издание на емисијата Дансе Макабре, а на почетокот на секој месец се обидувам да направам своевиден преглед на албумите кои ми оставиле најголем впечаток од минатиот месец. Сум имал можност да ги слушнам и дури по неколку пати и да оформам своевидно сопствено мислење за нив и да го споделам со вас во серијата на емисии кои ги именував Аудиотека. Во ова непостоечко музичко пространство, каде албумите чекаат да бидат откриени од вашите очи и уши, ви издвоив 6 албуми за анализирање за вечерва. Ќе започнеме и ќе завршиме со ветерани, од кои едните влијаеле на музичката историја да се забрза протокот на black metal жанрот и неговото иницирање, а другите го предводеле вториот бран кој следувал по нив. Потоа ќе слушнеме еден прогресивен бенд, кај кој бројот на жиците на гитарите се зголемува од албум на албум, па ќе научиме како се метализира хардкор од ветерани и по 2 децении музичка пауза и грув ветерани кои тураат малку повеќе треш метал во својот хардкор панк, а од екстремните правци ќе слушнеме и тексашки дед метал дробачи на коски на одмерено темпо. Така што седнете, опуштете се, поаѓаме на соничното патешествие низ дисторзираните музички меридијани. А емисијата ја започнавме со композициите Into Oblivion и Lay Down Your Soul од Venom и нивниот нов албум Into Oblivion, и во продолжение ќе ја слушнеме композицијата посветена на Едгар Алан По Nevermore и Man and Beast, кои исто така се наоѓаат на првиот албум за кој ќе ви говорам вечер. Дансе Макабре е емисија во која 17 сезони се зборува за уметност, борба против лицемерието, зависта и користолюбието. Тука уметниците се вистински херои, а не политичарите криминалци, и секој издание е на мала победа против шунтот, апатијата, предрасудите и богот на медиокритетот, алгоритамот. Дансе Макабре е отпор против колективната глупоќа, празнината на насловите, брзиот клик и грабежот на вештачката неинтелигенција. Целта на емисијата е да ги доближи квалитетните уметнички дела до секој слушател и да успостави диалог помеѓу уметноста и реалноста за подобро да го разбереме светот во кој живееме. Вечер имаме закажано полноќен танц со смртта по 653 пат. Јас сум Златко Ѓелевски, а ви останете со трансмисијата на Канал 103 до крајот на светот. Минатиот викенд имав можност да присуствувам на еден од трите големи метал фестивали во државата, Metal is Charge, кој се одржува во Битола, каде можев да се сретнам и да поразговарам со металци од сите страни на државата, да уживаме заедно во музиката која ни ги полни батериите во животот, за да може да се соочиме со сите пиздари кои ни ги прават луѓе што не слушаат метал. Доколку би слушале, не би можеле да се погледнат во огледало, затоа што имаат ниска граница и пресет толеранција на вистината. Моите впечатоци од овој настан може да и прочитате на веб страницата на Монотон, така што стотици луѓе бенгавме заедно и кренавме прстите во небо и пеевме во еден глас. Енергијата се споделуваше непречено меѓу бендовите кои свиреа и нас, публиката, и за момент се почувствував дека сме составен дел од цивилизираниот свет кој постои, верували или не од менажеријата на нашата држава, надворот, нашите мисли, воопшто затоа што метал музиката ти го покажува светот каков што е, а не како што сакаш ти да биде и како што сакаш другите да те доживеат по него. Метал музиката може да ти помогне да изградиш подобро општество, доколку сите се придржуваат до хуманите мерила и вредности, но затоа што себичлукот и алчноста ги ставаме на олтарот и ги обожуваме, ќе се пее за светот кој ни е на умирање. Одењето на овие концерти е задолжително за да можеме да речеме дека имаме сцена, затоа што лајкови на рилови, тапшење по рамо, најдобри сте во коментари, никакво значење нема доколку не одите на концертите. Тоа не се прави затоа што на сцената е потребна вашата поддршка, се видело од вашето, одите за вие да бидете подобри битија од вчера. За ваше добро е, се најавам дека ќе го сватите пред да престанат да свират и да постојат домашните бендови. Болките во грбот и вратот ми се јасен показател дека имало живот во и вон мене, така што таа е малата цена која ја плаќаме сите ние старците за да може да се чувствуваме млади, барем за кратко. Првиот албум за кој ќе ви говорам денес е всушност 16-тиот албум на англискиот бенд Venom, кои биле и останали еден од највлијателните бендови во музичката историја, особено за екстремните метал правци денес, кои немаше да звучат така како што звучат, да немале намера Venom на времето да ги поместуваат границите. Тие доаѓаат на
условно кажано газерот на New Wave of British Heavy Metal бранот на музички план, затоа што не имаат намера пред се да бидат погневни од останатите heavy metal бендови, кои можеби ги немаат уште средствата за таа намена, но јасни се и гласни се за потребата од постојање на нова класификација која ќе ги издвои од останатите бендови, како што Purple и Zeppelin на пример барале да се направи hard rock, Black Sabbath, heavy metal, така и Venom со нивните брзи рифови, громогласни тапани сакале да одат еден чекор понапред од Motorhead на скала на агресија и при тоа да влијаат во зачнувањето на speed metal, thrash metal и се разбира dead и black metal сцените, па дури и благодарение на нивниот култен втор албум Black Metal, правецот го добива својот назив, што значи зборувам денес за кумовите на музички правец, титула со која многу малку бендови може да се пофалат. Иако денешниот black metal драстично се разликува и расплинува од speed и heavy влијанијата кои ги имале во своите почетоци, идеолошки со воспевањето на пеколот и сатанизмот се издвоиле од останатите бендови и ги поставиле камен темелникот за тоа што денес ќе биде black metal, вбројувајќи се во бендовите од првиот бран, како што се Hellhammer, односно Celtic Frost, Bathory, King Diamond, а ако уште ја шириме работата би можеле да ги вброиме како влијателни бендови и Onslaught од Англија, Bulldozer и Dead SS од Италија, Sabbath од Јапонија, колумбиците Parabellum и бразилците Holocaust. Албумите како Welcome to Hell од 81-а, Black Metal од 82-а и At War with Satan од 84-та и кријат нивните најпрепознатливи песни и се родоначалници на сите екстремни денешни музички правци. Триото, составено од Конрад Кронос Ланд, Мантас и Абадон, ги работат првите албуми и во 1989 година Кронос се заменен со Дони Долан, со кој снимаат три албуми на вокали, односно Primeval, Temples of Ice и The Wasteland, 92 е последниот, за во 1997 година Кронос да се врати во бендот и да ги снимаат албумите со оригиналната тројка Casting Stone од 97 и Resurrection од 2000-та, за во 2000-тите да си заминат Мантас и Абадон од бендот и му остават на Кронос да го предводи бендот кој прави една нова тројка и го издава прекрасниот Metal Black од 2006, а по него ги објави Hell, Fallen Angels, From the Very Depths и Storm the Gates од 2018. За да биде драмата целосно, избрканите членови од бендот се обединуваат во 2015 година под името Venom Inc., каде што Tommy Demolition Man, кој е попознат како, односно Тони Долан, Мантас и Абадон, кој издава два албуми, Ave и There's Only Black, за и од тој бенд да се заминат Мантас и Абадон и Долан да остане единствено во него. Така доаѓаме 16-тиот албум на итерацијата на бендот, односно ортодоксната според мене, која ја предводи Кронос, кој го дружа Стюарт Диксон, односно Рейдж на гитари и Дени Нидам Данте на тапани, издаден за Noise Records на 1 мај. Доказ дека Venom се незапирлива треш black and roll машина, уште од првите рифови може да се воочи и дуплиот бас на насловната композиција, а ништо послаби не се ни на speed и heavy шрапнелите кои следуваат на Lay Down Your Soul, во која се прави една автореферирање на нивниот култен стих, за што треба да се положи душата. Композицијата која пријатно ме изненади поради нејзината содржина беше Nevermore, посветена на делото на Едгар Алан По, која да беше создадена кога ги открива во средноќеве пресреќен тинејџер. Man and Beast има масивен heavy metal риф, како што може да слушнете, идеален за споро кршење на вратот во бенгање, се успорува, но се добива на масивност со неа, за да може да се забрза темпото со Death the Leveler, си играат доста успешно со менувањето на брзините, затоа што повторно се успорува со уништувачката As Above So Below, пред да се торпедира трешерската Kick Out of Hell. Тапаните и флажулетките доминираат во Legend, товарот на репетитивноста, барем јас го почувствував во Live Loud и затоа што собрале 13 композиции, што е само по себе премногу. Иако време трајањето му е кратко 43 минути, сепак квантитетот натежнува на албумот. Со исто темпо продолжуваат и Metal Bloody Metal, Dogs of War, за да каменуваат со рифови во Dead Witch, за последната точка да биде преточена во пеколна мелодија на Unholy Mother.
Штета што албумот има еден од најнеинспиративните омоти во нивната дискографија, која е ѓаволска кроновска итерација на black metal, наместо да измислат нешто ново и посоодветно за насловот, кој веќе еднаш беше застапен со квалитетен албум на Lamb of God оваа година, така што очигледно дека нема утказ со тој генерички наслов ако материјалот во него вреди злато. Venom ќе ги пуштам во емисија со секој албум што ќе го снимат, затоа што постојано сметам дека треба да се зборува за нивниот незаменлив удел во правењето на чекорот напред кон екстремниот метал, кој ќе инспирира милиони металци да земат гитарите во рака, како што на пример Sex Pistols инспирирале панкери да се фатат со свирење. Можеби нема повеќе Motorhead, но тоа не значи дека не треба да има Venom во овој свет. За потребите на вториот албум ќе се преселиме во Вашингтон, во DC, во Америка, каде во 2005 година започнува да свират заедно Перифери. Прогресивна петерка, предводена од Миша Балб Мансур, моторот на бендот кој свири на гитара, синтесайзер, семплува, единствениот кој денес е оставен од поставата од основање. Со оглед на тоа што свират прогресивни делници на 7 и 8 жичани гитари, може да предпоставите дека комплексноста во амалгамирањето на музичките правци во една кохезивна целина ќе им биде на памет. Во таа мешавина секако дека вклучуваат и джент чинители, клин вокали со скримови за кои е заслужен Спенсер Сотело, агресивни рифови со мелодиски партитури и брейкдауни од секаков тип со прецизна ритмика на Мет Халперт. Истоимениот деби албум го издава 2010 година за Sumerian во Америка, кој во Австралија ќе го дистрибуираат Roadrunner, во Европа Century Media и неколку албуми ќе бидат реализирани во склоп на оваа соработка со големите издавачи, како што се Periphery 2, односно This Time It's Personal од 2012, дводелниот албум Juggernaut Alpha и Omega од 2015, Periphery 3 со Select Difficulty 2016, за да им дојде памет да ја направат математиката и сватат дека голем дел од колачот им го земаат издавачите, се убиваат тие од свирење, а добиваат само трошки, па затоа и самите оформуваат издавачка куќа, 3 Dot Recordings, за која си ги издаваат своите следни албуми. Periphery 4, Hell's 10 од 2019, Periphery 5, Gent is not a genre од 2023 и шестиот албум кој не ја вклучува нумеролошката назнака и нивното име, туку едноставно гласи A Pale White Dot, за кој ќе говорам денес. Бендот се уби од свирење во живо од 2008 година, делејќи ја бината и со Devil Driver, Dream Theater, Immure, Veil of Maya, Animals as Leaders, God Forbid, Darkest Hour, The Dillinger Escape Plan, Fear Factory, Between the Buried and Me и многу други бендови. Строго препорачливо е да го слушнат овој бенд љубителите на Meshuggah, на Tesseract, на Spiritbox или останатите сайт проекти на членовите на бендот воопшто. Албумот Pale White Dot има една меланхолична жичка која мене многу ме плени, додека го слушам, и контрастот со блекерското тремоло и бластовите и на таа ламентирачка мелодија може да се наслушне уште од отворачката Obsession. Има и синкопирање и дробење на рифовите, не грижете се, нема бидете поштедени од нив и на ток. И секако дека после джентирањето следуваат клин вокалите и се завршува со брейкдаун, формулаичност на која до ден денес и робува бендот, но со овој албум продираат навнатре во човечката душа, наместо да го освојуваат универзумот надвор, иако има и истрели на екстерни концепции како Mr. God и Heaven on High, иако најдебелите жици вибрираат и до подземјето, проследени со електронски семплчиња кои се програмирани од Мансур и Болвен. Има композиции со баладични клин почетоци, како што е одличната Unlocking, како отклучување на оковот за наоѓање на спокој, па дури и да дојдат зверовите се опева во неа, за да го пречекаат Вил Рамос од Лорна Шор да гостува на Subhuman, се вооружија со 8 жичани гитари за да се придружи неговата физичка аномалија од примордијалниот глас, за да се образува една симфонија од вресоци за време на коренитиот брейкдаун. Blackwell ја краси, например, синтвейв почеток, каде се цели на бестелесноста и етеричноста во навевот на електрониката, во која можеби нема одсечни дисторзии, но затоа Malevolence, извинувам, ќе компензира во кревањето на агресијата, крварењето на портретот и распаѓањето на куќата со френетичните рифови и виолини пред се. Во Carry On подсетуваат дека ѕидовите не ви се пријатели, со еруптивен брейкдаун насреде,
Така што си земаат слободи кон крајот на албумот малку да излезат од надвор од шемата и формулациите, барем малку да не се наклонуваат толку многу на своите формули, барајќи спасение во Neon Valley, која си има и доза на октен корче, како и другите, нели? Кондензатор на сите ставови, има болка, гнев, омраза, како што станува последната прекрасна Everyone Dies Alone, на која се расплакува дури и гитарата, и албумот го затворат со инструменталната насловна Pale White Dot, во која на впечатлив начин се повикува акустиката во електроника и кругот се затвара со ова повивање. Албумот е соодветно геометриско монохроматско олицетворение на насловот, каде е прикажан самиот омот и сите итерации на точката како што секој човек си е своја точка. 1 август свират во Софија, кој сака да се металчи во живо со нив, ова е можност да се погледнат во непосредна близина на нас. Джентот можеби не е правец според чагобиците перифери, кои и тоа како добро го владеат него и проверената формула, засекувајќи со тешките одсечни рифови и отворајќи простор за премолчените емоции кои се кријат во секој од нас. Во нивна чест, во продолжение на емисијата ќе ги слушнеме композициите Obsession, Unlocking, Subhuman, Malevolent и A Pale White Dot, и по нив ќе слушнеме 100 Demons со композиции од нивното ново, долго очекувано студиско издание Embrace the Blacklight, односно The Nightmare Through 7 Eternities, Nail It Shut, The Cold Wind of the Crossroads и Werewolves at the Wall. Така што уживајте во 100 Demons и потоа ќе се вратам во етер да ви говорам што друго содржи нивниот нов студиски албум. Метал музиката бара искрен слушател кој постојано ќе го надградува својот музички вкус со секој преслушан нов албум и ќе пронајде нешто што можеби не го импресионирало на прво слушање на старите албуми, но со нивно преслушување од оваа животна и искуствена дистанца се преозначуваат одредени чинители и добиваат на ново значење. Не е страшно да кажеш дека не ти се допаѓа некој албум, страшно е да лажеш дека ти се допаѓа слушнатото, меѓутоа музиката е изложување на тоа што сакаш да го скриеш од светот во искривената представа во која сакаш да бидеш доживеан од другите. А другите, тие не сакаат метал, затоа што метал музиката не го бара нивното одобрение, знае какви фолиранти и преваранти се тие и не сака да се дружи со нив, затоа за нив ќе остане само збир на извици и бучава и така треба да остане, да не може да пробијат под шилците за никогаш да не дојде до вистината. А таму, во срцевината на емисијата, сакам да одвојам време за хардкор и треш метал сцената, кои низ годините се толку многу хибридизирани што кај некои бендови веќе и не се распознава каде едните влијанија завршуваат, а каде другите почнуваат, па баш поради тоа музичко сврзно ткиво одвоив 2 албума, за кои жанровските огради се непостоечки, туку се соседи кои секој ден се на гости еден кај друг. И за потребите на третиот албум ќе останеме во САД, поточно во Уотербури, во Конетикет, каде во 1998 година се оформи петорката која под импресии на книга на јапонски традиционални тетоважи се именуваше 100 Demons. Нивниот дебютански албум In the Eyes of the Lord го издаваат во 2000 година, еден од првите албуми кои ги продуцира тогаш младиот Крис Харис, односно попознат како Зевс, човекот кој подоцна ќе стане поим за носење на виделина на звукот на Hatebreed, Soulfly, Rob Zombie, Suicide Silence, Agnostic Front, Madball, Shadows Fall, Terror, Bleeding Through, Crowbar, Suffocation, Chelsea Green, Hidden. Едноставно албум издаден за Good Life Recordings, а вториот албум е малку потежок на рифови, исто така го продуцира Зевс, но е издаден за Dead Wish Incorporate во 2004 година и го носи името на бендот. Тогаш почна да се ниша бродот, имено почна да се менуваат вокалите, Пит Морси беше заменен со стариот блусла Пейдж и пак да се врати Пит во формацијата. Останатите се повлекаа поради фамилиарни обврски, други бизниси и бендови пред се, и во 2024 година почина нивниот басист Ерик Берет на 48
годишна возраст. 100 Demons на Hellfest оваа година се враќаат на голема врата, а претходно Hatebreed ги извадија од мртвите како нивна поддршка за настапот. Технички на хартија може да се стави и овој бенд под широката капа на металкор, но од родоначалничкиот бран, кои образувале симбиотска врска меѓу метал и хардкор за да се оформи правецот, со тоа што денешната спојка останува со битдаун хардкор влијанијата како доминанта во бендот, кои се издвојуваат со сите од сите останати, нели, прохристијански хардкорци, со тоа што агностички приоѓаат на религиозната догма, што ме радува кај нив, затоа што секое предание го ставаат под прашалник. Третиот албум го добиваме по 22 годишна пауза, издаден е за Closet Casket Activities на 5 јуни, така што вметнувам албум од јуни во мај, ама ќутете, никому не кажувајте, ќе остане тоа помеѓу нас. Ова е камбек од Нафталин, реанимација во секој можен аспект, громогласно отвараат со The Nightmare, нешто им тежи на градите и сакаат да го споделат со вас во оваа композиција, исто како суштеството на сликарот во сели, да ги мечи во ова кошмарно сценарио со рафинерија за обработка на вратокршачки рифови и за хардкорци и за металци. Лекција по метализиран хардкор е Made for Nothing, каде некој гледа чудовиште, а друг ново вртење на ношот во грб од близок, оставен да се расте сам во овој суров свет. True Seven Eternities се дожд од рифови, за да се наостри гневот и стане нож спремен за ракување со него, и да дојде зверот во апокалипсата во Meat for the Beast, ништо не поседува и се опева помеѓу стампедото од рифови, каде срамежливо се наслушнува едно гитарско соло. Nail It Shut започнува со фуриозен хардкор панк ритам секција, додека се заколува ковчегот и се погребува спокоен, жив, за да видиме каде оди душата, дали има нешто позади вечното црно. Бенгачки рифови отпочнува The Cold Wind of the Crossroads, едно коренито одродување на крвта, каде нема да се повторат грешките на пропаста која е наследена во вените, каде клин вокалите доаѓаат до израз како поставка пред брейкдаун. Haxan Hammer има еден лажен почеток, односно промена на брзината на рифови, како што на трешери нели им доликува, ни Testament и Exodus на пример, но нема враќање помеѓу живите, затоа треба да се обрне внимание на обединувањето, така се истакнува тука покрај разлеаното гитарско соло. Со Two Step се поминува пред тоа што не смее да биде погледнато во Night Parade of 100 Demons. Во Foul нема бегство од времето, скапувањето и болеста, што и да правиме исто како што нема бегање од трзајот на рифови и нагласениот дисторзиран бас. Понекое блаче слушнавме и во Werewolves at the Wall, за да соблечеме кожата и заминеме во пеколите исцртани во оваа композиција. Демони горе, ѓаволи долу, смртта е напред во Return to Zero, каде добиваме назнака дека треба да согори знаењето за да го видиме невидливиот свет додека танцуваме во овој покровен ритам. Во Spiritual Obliteration на крајот на албумот сме повлечени во црна дупка и црното светло, без разлика дали е со мелодет рифови или рифови за мошење, крајот ни се ближи на сите. Не сум нешто импресиониран од крилестите демонски представленија на омотот, но верувам дека веќе некој си има најдено место на телото да ги тетовира. Може би албумот не е ништо ново на хардкор сцената, ама не е и ништо старо, затоа што оваа звучна агресија недостасуваше од бендот, недораскажана нивната приказна кој треба да постои за да слушнат денешните нежни бендови како се метализира хардкор, ако не, тука е Баба Рога. Од Конетикет се префрлуваме во Њујорк, каде во 1991 година басистот и вокал Гери Мескил и тапанарот Ден Ричардсон одлучуваат да го оформат култниот бенд Propane, кои уште од првиот албум подлегнуваат на звучна фузија на андерграунд влијание во хардкор панк сцената со легура на треш метал, грув метал и хип-хоп, за да образува пред се нивниот препознатлив израз. Иако се под влијание на бендовите од 80-тите, овој бенд има многу поголемо влијание оставено зад себе на трешкор сцената отколку што има примено од неа. Уште на првиот албум, Foul Taste of Freedom од 1992 година, ја добиваат поддршката од Roadrunner Records, наоѓајќи се на право место во право време, за да биде
експедитивниот раст, придобивајќи ја светската јавност, одејќи на турнеи со огромни бендови. Во 90-тите ги издадоа The Truth Hurts, Contents Under Pressure и Propane, како и Act of God, за кои првпат соработуваа со Nuclear Blast, со кои продолжија да ги издаваат во 2000-тите, за кои ги издаваат Round 6, Shreds of Dignity, во 2002, ако не се лажам, за потоа да се фатат со Continental, односно Candlelight соработката до крајот на 2000-тите, издавајќи ги Prophets of Doom, Age of Tyranny, The Tenth Crusade, No End in Sight, Absolute Power од 2010-та, за во 10-тите издаваат само 3 албуми. Straight to the Dome од 2012-та, Final Revolution 2013-та и Voice of Rebellion 2015-та. Гери Мескил од 2015 година го ограбија и преживеа обид за убиство во Белгија и од тогаш и не е бендот активен во нивното издаваштво, па за 16-тиот албум требаше да почекаме 11 години да поминат од Voice of Rebellion. За бендот кој ги инспирираше генерацијата на бендови како Hatebreed да биде под нивно влијание, додека коваат нивен трешкор со рокерски гитарски соло. Stone Cold Anger 2026 е издание на Napalm Records, во кое Propane имаат научено како да рафинираат една композиција, да се отфрли вишокот и да остане тоа што најмногу боли, односно трешерските рифови, хардкор мошот и гитарското соло, како што може да се воочиме со Oceans of Blood, која го отвора албумот во безнадежен свет. Промената ни бега од дофат, се посочува во насловната Stone Cold Anger, се извикува во еден глас рефренот, додека се накалемуваат рифовите еден по друг. Имаме вооружен со болка подготвен за борба со непријателот во неја. March of the Giants се извинувам, како што соодветно посочува насловот е марширање на рифаџиската машинерија која гази се пред себе, немилосрден хардкор е тоа. Uncle Sam Wants You е едно мелодично панкерско освежување каде владата сака да умреш за поголемото добро со едно рокерско соло. За љубителите на грув метал не смее да се занемари Demonic Intervention. Ништо поспора не е Rinse и Repeat, само што таму и панкерските чинители доаѓаат до израз во едногласието, додека сме крстени во вина. Грув доаѓа до израз очигледно во средиштето на албумот, каде се наоѓа и Hell or High Water, каде овците се носат на колеш. За Scorched Earth мелодичниот хардкор се помешува со треш рифовите, Jonestown Punch, која можеби е најсродна со окултистичкиот омот на албумот за маскираните музичари, затоа што се опева масовниот погибел на култот. Sky's the Limit го затвора албумот за да се гушнеме на крај и да се дереме во еден глас, каква што заслужува албумот додека се свири во живо со едно глам метал рефренче. Propane се подвижен музички музеј на њујоршката хардкор сцена, кои без разлика за тоа што се репетитивни во својот израз треба да продолжат да издаваат за да мотивираат младите да станат и да се фатат за свирење, затоа што ако може старци да шредаат и мошаат, што останува па за другите. Ќе направиме тука една кратка музичка пауза во продолжение на емисијата, како што веќе беше напоменато, и слушаме Propane со композициите Oceans of Blood, March of the Giants, Uncle Sam Wants You, Demonic Intervention и Hell or High Water, и по нив ќе следуваат дедметалците Frozen Soul со композиции од нивниот нов албум No Place of Warmth. Ќе слушнеме насловната тема каде гостува Gerard Way, ќе слушнеме Invoke War каде гостува Rob Flynn од Machine Head, соработката со Sanguisuga Bog е во композицијата Dreadnought и ќе слушнеме Eternal Dreams од овој албум. Потоа ќе се вратаме ветер да ви говорам што друго содржи албумот на Frozen Soul. Уживајте. За крајот на емисијата секогаш сакам да одвојам простор и време за екстремните метал правци, затоа што ако не ги слушнете тука, не знам на кој друг медиум ќе се случи тоа. Знам дека живееме денес во кошмарот на Меклуан, каде секој е свој медиум, односно секој може да си направи своја милена плейлиста и нема потреба некој нешто да ви сугерира да слушате. И супер е што музиката е демократизирана, но не знам за вас, изнаоѓањето на квалитет од морето на медиокритет мене ми представува проблем.
Не знам, за вас си би сакал некој да ја направи потешката работа, да ги засука ракавите и да ископа во рововите, за да најде нешто што е вредно за слушање и го сподели со мене. Затоа верувам во моќта на внимателно одбраната препорака. Знам дека за некои слушатели на рок-н-рол и метал верзија може да се разбие од неразбирливите текстови на прво слушање, со оглед на тоа што во екстремните метал правци гроловите и скримовите се речиси неразбирливи, но своевидно одгатнување на мистеријата за мене е читањето на текстовите. Да, јас не сум мрзеволен и сум писмен да прочитам што сакал авторот да каже и што му откријам за што се пее, многу појасен веќе ми станува гролот и вресокот. Затоа што љубителите на екстремниот звук го слушаат тоа што тишината се плаши да ослушне, а останатите само слушаат молка. Петтиот албум за кој денес ќе ви говорам е создаден од петорката од Fort Worth од Тексас, Frozen Soul, најмладиот бенд од сите кои ќе ви презентирам денес, кои создаваат музика заедно од 2018 година, значи за 8 години имаат демо, 2 сплит изданија и овој месец 3 долгосвирачки албуми, нели? Што е доста материјал кој е создаден со консистентно работење. Тоа значи дека токму во моментот кога требаше бендот да ги направи своите први посериозни чекори на сцената, беа пресечени од пандемијата од една страна и од друга страна правеа промена на членовите во тој период, за да се најде најдобрата комбинација која би функционирала, минувајќи тапанари и двајца гитаристи за да дојдат до поставата која до ден денес работи заедно, предводени од вокалот Чет Грин, гитаристите Майкл и Крис, басистката Саманта и тапанарот Мет Денард. Затоа студискиот деби албум Crypt of Ice го издаваат во 2021 година, отпочнувајќи соработката со огромните Century Media Records, со кои до ден денес издаваат, што е круцијално за издвојување на површина на еден бенд од останатата багра, што тексашаните и тоа како го искористија во своја полза. Вториот албум Glacial Domination го издаваат 2023 година, период кога под закрила на концерти ги зедоа и Dying Fetus, и Black Dahlia Murderer, а потоа заминаа на турнеи со Amon Amarth, Gatekeeper, Killswitch Engage, Cattle Decapitation, The Acacia Strain, а оваа година ќе ги погледнете на турнеите со Avatar и Flash God Apocalypse и Heaven Shall Burn, па не го спориме квалитетот на бендот, но кажете што сакате да кажете да се биде во Америка и да се потпише договор со голем лейбл, секако дека има удел за да се дојде да се дели бина на турнеја со овие големи бендови, без разлика што е нивна поддршка, нели, во прашање. Сите биле млади бендови, сите започнале од нула. Промоцијата ширум светот е ненормална која што имаат, што на ретко кој млад бенд му се пружува. Јас ја бројам во старошколските mid-tempo death metal бендови, значи под влијание на титаните Bolt Thrower, Morbid Angel, Obituary. Не се толку задумани како например Hooded Menace и Vastum, но си имаат собствена комбинаторика на моќни рифови и тешки спори, пред се делници со мракобесието на болните мелодии кои се развлекуваат кај овие бендови, така што можеби Тексас нема мочуришта за да прелетуваат сепак флажулетките како комарци, но затоа на ранчовите може да се изигруваат каубојци на пропаста кои дават луѓе во жива песок со својот звук, кои патем се разликуваат од останатите бендови и на лирско рамниште, бидејќи си имаат една обсесивна нишка со убивање и одмаздолюбие, што е разбирливо за сите death metal бендови, но исто така, дури и од насловите тоа може да го воочите, омотите и пред се стиховите, се напоменува фасцинацијата со студот, со зимата, со мразовите, со снеговите, до тој степен што човек и си помисли дека се мелодичен скандинавски бенд, ама кога ќе се слушна тие дајмбеговски сола на гитара, ќе ни стане јасно од каде доаѓаат. Морав неколку пати да проверам дали зборуваме за истиот човек, но албумот отпочнува со гостување на Gerard Way. Да, тој Gerard Way од My Chemical Romance во No Place of Warmth, каде наследниците на Bolt Thrower го наметнуваат нивното mid-tempo death metal дробење, во која се кажува дека нема коленичење, нема милост и нема мир. Скримовите на Gerard доаѓаат до израз во брейкдаунот, во death metal, му дадоа и доволно гитарски мелодичен лид во композицијата, така што на многу уникатен начин им наоѓаат место на гостите, без да прават компромиси. Invoke War ја предводи уште една звезда, овој пат Rob Flynn on Machine Head,
дуплиот бас удира непрекинато додека се одзема туѓото име, додека се ужива во измачувањето, а третата строфа Роб баш во негов повикувачки манири ја подгрева атмосферата и повикува војна. На албумот има и едноминутни аутопсии како винетите Absolute Zero и Skinned by the Wind, но исто така и дробеници во кои ударите болат еден по друг, како Dreadnought, на која гостува Девин Свон ко Sangue Suga Bog, но нагласени незапирливи басови флажулетки има на неа. Chaos Will Reign го осликува джвакањето на коските од зверскиот хаос. Eyes of Despair не се престигнува, затоа што фршти со гитарското соло од самиот почеток, а за брейкдауните во продукцијата се наменети експлозии до стадиум на клипање на композициите. Ethereal Dreams започнува со одек на племенски ритам, пред да надојде премрежјето од рифови. Спорадичната Dead Weaver си има лажен почеток пред да се заплети плетката од страна на смртта. Frostforge си има свој fade-in со најспориот бласт во Тексас, за да се подигнат планините од месо. Игривата Killing Time Until It's Time to Kill го затвора албумот да кажат дека ќе чилаат додека не килаат, во која има место за хардкор two-step мошење, ама со доминанта на дупли бас и гмечење чинели. Смрзнувачките демонолики креатури кои се извиваат околу надгробната порта го осликуваат пеколот како што го замислил бендот, кој има одлични гостувања кои го зачинуваат албумот, но неговата мид-темпо dead metal суштина не ја променуваат затоа што имаат намера со неја да го замрзнат пеколот, па да е последното нешто што ќе го направат. За потребите на последниот бенд ќе отпатуваме за Кобалт, за Норвешка, земјата од која извира модерниот black metal. За ви говорам токму за еден од бендовите кои го воспоставиле значењето на терминот трве. Во прашање се Dark Throne, односно Fenris и Nocturno Culto, кои оваа година полнат 40 години на заедно музицирање под овој бенд. Иако ја започнаа кариерата 1986 година под името Black Death, за во 1991 година да го издадат единствениот dead metal албум во кариерата, односно Soulside Journey, пред да направат свртување од 180 степени, кој ретко кој бенд го прави, и започна да свира black metal, под влијание на Bathory и Celtic Frost, вклучувајќи ги нели и Venom, со кој ја започнавме емисијата. По друго влијание од кое што го добиваат од black metal првиот бран, ќе го создадат несветото тројство на албуми во 90-тите, односно A Blaze in the Northern Sky од 92-та, Under a Funeral Moon 93-та и Transylvanian Hunger од 94-та. Ништо послаби не се и останатите албуми од 90-тите, во кои има бројни гостувања од лиричари, како што е случајот со Varg Vikernes во Panzerfaust од 95-та, Ишан и Сатир гостуваат во Total Death од 96-та, каде и Nocturno Culto зема поголем удел во лирските творби на, како што тоа претходно Fenris нели има контролата и доминацијата на нив, и започнуваат да соработуваат како рамноправно творечко дуо. Накратко и зачекоруваат повторно во death metal водите со еден албум кој бил планиран да биде продолжение на деби остварувањето, односно тоа е албумот Goat Lord од 96-та, за потоа да си продолжат со black metal останината, со Ravishing Grimness од 99-та, Plug Wilder од 2001, Hate Them од 2003, за на Sardonic Wrath од 2004, поголем удел да имаат влијанијата, например, од панк и крас сцената, кои ќе бидат обележја на синергијата со black metal во ерата од 90-тите, и на The Cult is Alive од 2006, Fold од 2007, Dark Thrones and Black Flags од 2008, а во 2010-тите да започна со нивниот звучен Palimpsest, кој на постоечката крастерска основа ќе ги додаде и speed metal и heavy metal влијанијата на Circle The Vegans од 2010-та, The Underground Resistance од 2013-та и Arctic Thunder од 2016-та, а уште една пресвртница, ако може така да се нарече на стилско рамниште, е албумот Old Star од 2019-та, на кој можеме да додадеме во постоечкиот Black and Heavy Metal Hybrid и Doom Metal влијание во духот на Candlemas, например. По пандемијата продолжија со нивното незапирливо темпо на издавање албуми, речиси година за година со Eternal Chaos од 2022, Astral Fortress од 2022, It Beckons
Us All од 2024 за да дојдеме до 21-иот албум кој најадекватно денес го именува нивниот музички стил. Prehistoric Metal. Нема строго поделени функции во бендот, каде и Фенрис и Ноктурно знаат да ги отсвират сите инструменти, со тоа што тапаните милува да ги удри Фенрис, за вокали, бас и гитари кој како стигне. Новиот албум Prehistoric Metal е издание на Peaceville Records, со кој издадено е и Несветото тројство, односно тие три албуми од 90-тите, кој го новиот албум го започнува They Found One of My Graves, што е некоја спојка на Merciful Fate и почетоците на Металика за психопатот измамен од крстот кому му наоѓа некој од градовојите, кој ги ископал пресечена од еден психоделичен осцилирачки синтесайзер. Не баре ги слушаме Yes, што дополнително ја збогатува веќе потентната мешавина, односно палета на звук која што имаат. Prehistoric Metal е постара и од самото минато, како што ќе се истакне во неа, делумно веномовска, делумно батериевска, едно навраќање на корените на black металот, но оставајќи простор за heavy metal рифот да надвладее на крај, на која одлично се врзува за думаната сабатовска Siberian Thaw, за зимата, за сите сезони со едно морничаво разложување каде шепоти басот, Deeply Rooted си гази Септик, Фростовски, Кендалмасовски, Хелхамеровски, ако може да најдете некаков заеднички содржател, за да се истенчи heavy metal звукот на немата шума од дамнина. The Dry Walls of Hell може би најблиску се доаѓа до King Diamond и неговата провениенција и со помош на високите фалсета, додека абсорбираат бунарите од пеколот се што постои во себе. Албумот има една прогонувачка инструменталка со I March to the Sunken Empire, каде се преплетуваат замрзнатите фреквенции. Eat Your Pride е композиција во која се пропагира One Nation Under Hell со сајзери помеѓу и забржан финиш. Во Eon 4 се гневи во манир на Trouble, Sabbath и Candlemas и старата гарда на думери кога се повикува уништувачот на планети, кршачот на империи. Не знам дали има нешто попримитивно од Фенрис како се дере на монохроматскиот омот со вилава рака, покултно здравје, омотско издание дека ќе добиете. Албумот е одраз дека еден бенд може да биде окован од конвенции на жанрот, меѓутоа не може да потклекне на нив, за да импресионира одредени очекувања на преодредена демографија на публиката, не го прават тоа Doubtcrown, туку треба бендот да го изненади слушателот и пред себе си, што решил искрено да нурне до своите влијанија кои го направиле тоа што се. Затоа Doubtcrown се едни, а ние сме никој и ништо. Од преостанатите албуми кои беа впечатливи во мај, барем во рамките на death metal жанрот, мора да се издвои остварувањето на старошколските ветерани Jungle Road, Cruel Face of War. Египтолозите може да уживаат во Scarab и нивниот Transmutation of Fate, а Dead Думерите во Dead Void, односно Cranial Devastation е нивниот албум. Black Metal имам и тоа како албуми за препорачување, немаше место за сите во ова издание, како на пример Panopticon со Dead Hemsokte Hiertet, потоа Юнон со The Golden Citadel of the Astral Sphere, што е психоделичен Black Metal, а Forest of Stars со нивниот албум Stack Overflowing Corpse Pile, Interface, односно авангарден прогресивен Black Metal, потоа The Fifth Alliance со Стенахорија, Post Metal во комбинација со Black Metal, секако тука се великаните Hecate and Throne со The Corpse of a Titan, Lament Long Buried, кој е симфоничен Black Death Metal албум, дури и Opera 9 да испоменеме со Beneficium, Black Gothic комбинација, само нема потреба да го слушате медиокритетното разочарување за овој месец, односно Dimmu Borgir со Grand Serpent Rising, кои создадоа еден предолг еднозвучен албум, повторувајќи формули од последните албуми, без преземање на ризик, без некој исчекор, макар и во погрешен правец да е, и жал ми е што немаат што да докажат, ама јас не можам да замислам младо металче да го пушти овој албум и да се навлече на Black Metal, како што тоа се случувало, например, со мене и со другите, со нивните први албуми. Од прогресивците ќе ги издвојам Ayat со
Etheric Realms of the Night, прогресивен dead metal бенд со дувачки инструменти, прогрокерите Crownlands со Apocalypse, се само The Moth, новиот албум на 9000, не би го препорачал, кој ме измачи со неговата бесконечна рок опера на која и нема крај. Metalcore ветераните во овој месец се заборавија со издавање албум, August Burns Red го издадоа Seasons of Surrender, Black Veil Brides Vindicate, Erdve со Епиграма, Converge со уште еден албум оваа година, Ham of Heart, Дедкорците Дарко со Они 2, па дури и посткаркорците Спарта ќе споменеме тука, Ката Силует имаат ново издание. За стонер албумите не ви говорам во оваа емисија, имате можност нив да ги слушнете на TV103, конкретно овој месец Гозу издадува нов албум Monolord и The Quail и Elder, да не ги забораваме со True Zero. Armored Saint го издадува нивниот Emotion Factory Reset, heavy metal провениенција што го преслушав со Џон Буш на вокали, додека пак трешерите Војвод снимија симфониски албум, Симфоник, со симфониски оркестар, потоа исто така издадени беа треш метал албумите Acid Rain, односно нивниот нов албум Days of the Week, Artillery издадоа едно EP Made in Hell, Crossover G-ите Belushi Speedball го издадоа Toxic Waste Was Everywhere in the 80s. Љубителите индустрија звукот можеа да уживаат во албумот на Pig, Hurt People Hurt. Денес имам можност да ви говорам за албумите Into Oblivion од бендот Venom, A Pale White Dot од бендот Periphery, Embrace the Black Light од бендот 100 Demons, Stone Cold Anger од Propane, No Place of Warmth од Frozen Soul и Prehistoric Metal од Darkthrone, од кои ќе имаме можност да слушнеме неколку композиции за крајот на емисијата. Јас сум Златко Ѓелевски и го затворам 653-тиот гримуар на Дансе Макабре и го враќам на полицата кај останатите изданија кои кријат тајните на универзумот. До наредното издание на Дансе Макабре, слушајте гласна музика за да не бидете роб на системот кој сака тивка контрола. Чао!